Нарачувале убиство од затвор, извршувале убиство од одмазда или да го намалат влијанието на спротивставената криминална банда. Другата ја закупувале на државни градижни земјишта. Обвинителството за гонење организиран криминал поднесе 2 обвиненија за 3 криминални банди од Скопското подземје. Едната е Беланоца. Обвинителството ги следела членовите на оваа група една година. Има 9 обвинети, од кои едниот е почината, 7 се во бегство. Еден бил фатен вчера. Според доказите на ОЈОГОК, виновни се за 4 убиства. Убиството на Орхан Байрамовски Оки, еден од шефовите на кланот Дукјанџик, во вила на Ханиоти пред 2 години. Членовите на Беланоца се одговорни за двојното убиство во Шишабар на Јетон Кривањева и Ениси Сини. Убиствата биле нарачани од затвор, а комуницирале најчесто преку Снепчат. Шефот на Беланоца, Фатлју Мајети Тоте, веќе издржува затворска казна. Втората група од Скопското подземје нема звучно име како Беланоца, но ги врши истите кривични дела. Според обвинителството, не соработуваат со Беланоца, но имаат ист непријател. Сака да го намалат влијанието на спротивставената криминална група. И убиствата на оваа банда од Скопското подземје се нарачувале од затвор. Обвинени има за 3 организатори и 20 извршители на убиствата. 3 се во бегство, а одговорни се за 3 убиства, од кои едното е двојно. Обвинителството за гонење организиран криминал една година ја следела и групата на Раде Трајковски Штекли. Тој како шеф на групата, која нема име, под него имал 16 други кои продавале друга. Обвинителен акт има за 10 лица, а другите 7 се спогодиле со обвинителството и почнале да издржуваат казна. Минималната казна затвор за продавање наркотични супстанции е 5 години, а оние кои се спогодиле добиле од 3 до 3,5 години затвор. Другата од групата на Штикли се продавала најчесто по локали во општина Аеродром, а обвинителството во соработка со МВР пронашли каде била скриена, на градежен објект на државно земјиште. Од групата на Штикли сите се во притвор. Тамара Дичевска, Сител телевизија.